Не е невообичаено да се има различен став, но во ситуација кога партијата протестира за нивното отсуство, изгледа прилично чудно. Еден од нивните фронтмени да ја инфицира таа изгледа само политичка битка. Значи, реално, таков проект на вакцинирање на целото население и во светски рамки, мислам ја дека е несериозен, не е само навивачки, ајде сега да се вакцинираме и ќе завршиме со пандемијата. Ако партијата има конзистентен став и спаѓа во групата која навива за вакцини, тогаш би требало барем да се огради од оние во врвот на собствените редови, кои изгледа и припаѓаат на антиваксерската фан група. Вакцина која не дава антитела, па потребно е втора ревакцина после 28 дена, па потребно уште 15 дена да се чекаат, со самото тоа веќе не е вакцина. Отворениот сомнеж во квалитетот не е единствената позиција според која партиските се разликуваат од личните позиции. Ако се имаат предвид податоците со кои располагаат, партиските функционери изгледа дека балоните со вода не биле наменети да се испере срамот од Министерството за здравство, туку да му се исчисти непотребно изалканиот образ. Мислам дека беше 10,9 да речеме на 1000 смртноста 2020, 10,8 беше 2019, значи скоро исто е, така да видим и 2021 предвидувањата се воопшто дека нема, значи не се работи за толку страшна смртоносна болест од која се изблокиравме комплетно. Иако е проблем тоа што нашата држава е заглавена практично без ништо, како свети не се земаат предвид ниту недобрите примери кои за разлика од постојаното политичко акцентирање во позитивна конотација, во духот на демократијата, партиските имунолози ги третираат како недостоен, тоталитарен вирус. Гледаме веќе во Израел и во одредени држави нели се прават сега концерти за вакцинирани или плажи за вакцинирани. Тоа е веќе дискриминација. Се разбира, освен овој тип на обесправеност и ограничување на човековите права, вистинска мага предизвикува можното непочитување на правата на работниците. Впечаток е дека партиската здравствена еминенција влегува во трка и за синдикален лидер. Ако земеме дека тоа се прилика, не знам, 1,5 милиони луѓе по 2 дози, тоа се 3 милиони, па ако треба и 2 пати годишно, тоа се 6 милиони луѓе треба да се вакцинираат. Замислите сега вие 6 милиони луѓе во 200 дена треба или во годината 250 работни дена, колку би дошле тоа секој ден, значи ние во Македонија не треба ништо друго да работиме, освен да се вакцинираме. И на крајот, за барем малку да се намали таа бројка, се дава личен пример. Еве за крај би ве прашала, ќе се вакцинирате ли вие? Не. Вакцинирањето е доброволно. Членувањето во првиот тим на опозицијата која атакува на државна функција одлука на нивниот лидер, ама на крајот граѓаните го прават својот избор. Тие ценат кој има антитела и кој толеранција кон нискиот праг на заштита од можните вируси. Тие сепак само си го бараат лекот.